Почитувани гледачи, веб-порталот Дума.мк оваа вечер преку овој пренос во живо ќе ви даде ретка можност да влезете во една просторија во која што се создава и се негува македонскиот фолклор. Вечерва ќе го почувствувате основното обележје на изворниот фолклор. Македонскиот фолклор е уникатен токму поради 7-осминскиот такт кој што го имаме само кај нас и на ниту едно друго место во светот. Оваа вечер ќе имате можност да го слушнете, но истовремено ќе имате можност да ги погледнете и кореографиите одиграни од страна на играорците на ансамбл Керамичар во чии што простории се наоѓаме оваа вечер. Уживајте!
ти стои? Така. Треба кад натакајте го. Така. Добро вечер за Томе Јаневски, председател на ансамблот Керамичар. Ова е мојот прв соговорник. Господине Томе, кога се зборува за македонскиот фолклор и кога ќе го спомнеме ансамбл Керамичар, помеѓу белешени секогаш прелетува мислата дека станува збор за најстариот ансамбл кој што е негова македонската традиција. Денеска 67 години подоцна, кажете ми како би го опишале придонесот на играорците, на оркестарот и селото на сите луѓе кои што од самото основање па се до денеска имаат придонесено за негување на оваа традиција. Добро, јас најнапред сакам да се заблагодарам на Дума.мк што еве ни овозможи една наша проба на ансамбл Керамичар дојде во живо, за да можат граѓаните изборно да се запознаат со тоа како еден ансамбл фолклорен работи. Значи, фолклорот е нашата традиција, нашата љубов, што се вика, и тие деца убаво е што од мали нозе секојаш се запишуваат во не само во Керамичар, во другите ансамбли за да ги негуваат традицијата, песните, ората, игрите на македонскиот народ. Практично во овој момент ние што се вика ги превзимаме од постарите генерации, ги негуваме и понатаму ќе ги предадеме на помладите генерации за во иднина да се негуваат и да продолжи македонската традиција. Значи во Керамичар ова е 68 година на Керамичар од постоењето, значи многу значајно е тоа што нашиот ансамбл работел во континуитет, никогаш нема прекинато работата, активната работа како друштво, фолклорно друштво, и тука имаат поминато многу генерации. Значи многу генерации и многу млади деца кои што израснале во Керамичар, се усовршиле во својот живот, имале праведен психофизички развој, чувство за ритам, ја чувствувале музиката и на неа играле како што играле нашите предци, и нашето задоволство е во тоа што ние имаме како ансамбл и многу луѓе кои што се познати и во државата кај нас, а исто така и во светот. Имаме многу игрорци што се познати, имаме и вокални интерпретатори кои што испаднале од Керамичар, исто така имаме и музичари доста кои што се испаднати од Керамичар, некои ете и во танец. Се исто така имаме во разни струки, било да тоа е како тебе во новинарството успешен. Имаме доктори, имаме инженери, имаме јазичари, така да значи задоволство е што после толку години се уште ансамблот работи, макар да што овие последните 2 години навистина и разговаравме и сите фолклорни ансамбли во Македонија дека навистина ова пандемијава многу се одрази лошо врз работата на ансамблите, и тоа сепак со овој попуштањето на пандемијата и со добивањето на протоколи и мерки, ние повторно работиме и се надевам дека во иднина повторно ќе ги имаме настапите пред велешката публика во Македонија, исто и на фестивали во странство. Значи, фолклорот е неисцрпен, децата го сакаат, гледате со каква елан и енергија тие играат, и мислам дека понатаму ќе продолжиме да работиме. За 2 години ни доаѓа 70 годишнината и наредните 2 години треба и навистина добро да се подготвиме за да биде и тој настан успешно одбележен. Претходните годишнини тие ги одбележуваме со по 2 концерти, се надевам дека тоа ќе биде така и тогаш. И само заборавив да кажам колку е околу игрорците, колку е значајно зближувањето нивно, дружењето во ансамблот, во самиот ансамбл. Во ансамбл Керамичар има многу бракови. Значи многу бракови, луѓето се дружеле, се сакале и сега дури и од тие бракови приздигуваат деца кои што членувале во ансамбл Керамичар, кои внуците нивни играат, и тоа е тоа. Токму така, јас целосно се сложувам со оваа изјава, бидејќи јас самата познавам повеќе парови. Еве, бројни се игрорците во Велеско што имаат облечено носија, имаат одиграно одредна кореографија која што предизвикала бура на емоции кај публиката како кај нас, така и во странство. Помалку да проговориме и околу кореографиите со кои што располага ансамбл Керамичар и со кои што се представува како на сцените во Велес, така и во Македонија и во странство.
Репертоарот на ансамбл Керамичар е доста голем и разновиден, така да јас би почнал да набројувам игри и ора и песни и коreografии, постановки кои што ги работиме најнапред и почнем од велешките. Ансамбл на репертоарот на ансамбл Керамичар е Калајџиското оро, кое е познато за велешко поднебје, затоа што Велес бил калајџиски град и во него биле сите тие мајстори калајџи кои што понатаму нели и цела Македонија имало калајџи, меѓутоа типично е за Велес и точно со оваа коreografија калајџиско оро се доловува амбиентот на калајџиството преку мајсторот калајџија, преку калајџиите како нели работат, а исто така и девојките кои ги носат тепсиите на калајрисување. И тоа се развива понатаму во една динамична игра која што е многу убава и на крајот ефективно завршува со динамични движења на сите игрорци на сцена. Втора игра е исто така многу убава, која што Керамичар имал на репертоарот, таа е велешката. Таа, нели, се на кој ни дуќан да имам, па после тоа со ранното велешко и многу други песни и ора кои што вклопени во една коreografија и изведува Керамичар. И третата е онаа последната која што за 65 години беше поставена и на вториот концерт по старите ветерани ја изиграа. Тоа е од Којник до Прцорек. Таа ја постави професорката Благица Илиќева. Во овој момент сакам да и се благодарам. И таа беше многу убава коreografија и таа зборува се нели за обичаите при нели една веселба нели кога се взимаат младите. И тие ги обработува тие типични велешки обичаи и многу е убава. Понатаму, еве ќе фанам од истокот, ова е овчеполка, карактеристична игра за овчеполскиот регион. Таа е доста динамична, со движења многу интересни и линии, исто така понасијата е точно од овчеполскиот регион. Понатаму се игри и песни од Источна Македонија. Таа е типично брза игра и многу интересна. Понатаму ќе одиме малку поисточно. Имаме игри од Пирин, кои што исто ансамбл Керамичар ги игра на репертоарот се. Тие се игрите од Разлошкиот регион и тоа е многу исто така убава коreografија која што има прекрасно финале и доста добра, забавна за гледање на публиката. Исто така и на репертоарот била и Цвеќе Берачка, која што исто има елементи од Перинскиот дел на Македонија. Са понатаму и од Скопскиот регион доста негуваме коreografии, Вардарскиот регион, игри и песни по Вардарија. Таа е од Скопска, Црна Гора и Блатија, Скопска. Таа е една соборска на сред село се одвива и е многу убава и многу брза и динамична коreografија и весела. Исто така од тој регион Троп на Лоро ја играме, Водарки и свадба. Свадба исто за цело Вардарија е типична, меѓутоа ете така коreografијата која поставувана кажано дека е точно се работи за Скопскиот регион, точно и за Павардарскиот, бидејќи слични се обичаите тука и кај нас и во Велес. Таа е една во таа коreografија се одвива една драма, практично драмски е поставена така да сите изворно ги дава сите адети обичаи на дарување, на поклонување. Е многу убава коreografија. Се понатаму кога заврши на Скопскиот во обинатото, сега моментално не го играме, ама го игравме и доста комицкото оро, произлезено од борбата на македонскиот народ. Да отидеме сега малку во Западна Македонија. Од западниот дел на Македонија играме две прекрасни женски коreografии, да игри. Тоа едната е поречки игри, која што потекнува од поречието и таму девојките таа коreografија на втор ден, Великден, секогаш ја. Мислам, тие ора, тие игри што се во коreografијата ги играле на тој ден. Исто така, да, Мариовска трсеница е втората женска коreografија, која што има прекрасни елементи и превземени чекори од прекрасното оро Бувчанско и носијата е Мариовска
и многу убава и по кореографијата навистина и по незината мелодија и по незината темпо и играње е прекрасно. А исто така на репертоарот се и прилепските игри. Прилепските игри типични за Прилепскиот дел, носијата од Прилепско поле. Прилепските игри се исто традиционална вакво обичајна игра која што ја играле за прочка, во празниците прочка, тогаш се одвива таа игра, секако тука се и присутни и неизбежните прилички мечкари на почетокот на кореографијата. Исто така играме и од Егејскиот дел на Македонија, игри и песни од Егејска Македонија, на убава кореографија која што навистина добра. Сега може би некоја сум заборавил, меѓутоа на тие што се сетив барем. Токму така полн и богат е репертоарот на ансамбл Керамичар. И 6 децени подоцна нови млади велешани стануваат дел од ансамбл Керамичар, со тоа се менуваат и самите генерации во ансамбл Керамичар. И јас можам да кажам слободно дека од година во година се поголем и поголем е бројот на членови во семејството на Керамичар. Зошто е тоа така? Па тоа е така затоа што право да кажам и секогаш кога има некој без разлика дали кога има некој концерт на народна музика или па концерт на некој фолклорен ансамбл или па еве и фестивалот кога е наш, народот масовно излегува тоа да го гледа. Значи пред се велешани си осакаат фолклорот и затоа дали одат да гледаат фолклор, а исто така задоени децата од мали нозе, од родителите, од дедовците, од бабите, го слушаат тоа и тие сакаат да играат. И тоа е добра работа. Еве, ја сакам и да ги поканам вакво најмладите од после 7 години деца кои сакаат да негуваат фолклор, може слободно да се запишат во Керамичар, бидејќи нели фолклорот е навистина добра работа, затоа што тука не се одвива само учењето на народните песни и ора, него тука го заокружуваме и воспитно-образовниот процес кој што претходно се одвива во семејството и во училиштето, а исто така е многу битен е фолклорот, затоа што децата со преку фолклорот имаат правилен психофизички развој, од кој ќе почнете од држење на телото, став, до движења, моторика, слушање, нели, сите тие елементи, да има многу да се зборува за таа работа, меѓутоа кратко јас сакам да кажам. Токму така и еве може да проговориме и за тоа дека ансамбл Керамичар има посетено многу места низ светот и има добиено исто така и многу награди. Со кои награди си има добиено поточно Керамичар? Па има доста признание добиено, меѓутоа значајни се сребрениот и бронзениот гердан на престижниот фолклорен фестивал Дижон во Франција. Тоа се мислам 84 и 92 година и 93 година сребрен медал на детскиот фолклорен фестивал во Сакарија во Турција. Значи навистина тоа децата наши беа мали, меѓутоа беа прекрасни. И добро е што може би требаше и злато, меѓутоа не се лутиме, бидејќи мали имаат време и понатаму. 2013 година е тоа. Ви благодарам. Пробата на ансамбл Керамичар во моментов продолжува и јас предложувам исто така да погледнеме кореографијата која во моментов се игра.
2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, раз, два, раз. Веќе е направено. Окей, може тоа да пробаме со тата само. Ајде. Одма, 3, 4, ја влегувам во ритм и вие правите, е формирате последната слика. И ги изиграме едно. Прва, основа, втора и трета кошетка за стане. Ајде. На мој знак. Значи на 3-4 одма формираме последната слика. 3. Напред излего Николче, Димитар, Антони и јас. 3. 4. Финалето со музика комплет. Наши влегување десно лево, девојка позиција на круг, отвараме. На наместа музиката, спремите се ви.
Наш соговорник оваа вечер е Билјана Димовска, раководител на група на ансамбл Керамичар. Билјана, вие сте поранешен играорец на Керамичар, а денес ваша задача е да го усовршувате талентот на овие прекрасни деца. Кажете ми како да ги мотивираме младите кои што имаат желба, но се уште не се охрабриле да дојдат во овие простори и да го почувствуваат духот на македонското оро и на македонската песна. Па да, јас сум поранешен член на ансамблот, членував добри 10 години. Сето тоа допринесе за убави спомени и служеше како поттик за повторно да се вратам тука, но не како член на друштвото, туку како некој што ќе го пренесе сето тоа што го стекнал и што го научил. Би сакала во ова денешно модерно време, кога технологијата веќе отиде напред, и ме радува тоа што се уште кај младите има интерес за фолклорот. Идат, се интересираат, прашуваат, сакаат да членуваат. Секојдневно добиваме јавувања од деца што сакаат да учествуваат. Како раководител на почетниците, среќа е да се гледаат тие деца како ги учат новите чекори. Со секој научен нов чекор тие сакаат да додат понатаму, да се усовршуваат. Мене па ми е чест и задоволство сето тоа да го пренесам. Значи тука ги имаат почетоците, сакам да им го пренесам македонскиот фолклор, да научат нешто повеќе за македонските ора, за македонските песни, за обичаите, традициите. Се трудам да го засакаат ударот на тапанот, звукот на зурлите и да се познаат со сите други музички инструменти. Ме исполнува сето тоа. Би сакала да има поголем интерес кај децата, бидејќи традицијата и фолклорот е нешто што треба да го негуваме, да не остане во заборав. Токму така, сето тоа да не изумре, да аџенда речеме. Со колку групи работите, како ги категоризирате играорците и што поточно работите заедно со нив? Па вака, кај нас групите се категоризирани, имаме 3 групи. Трета, втора и прва група. Третата група ја сочинуваат најмалите членови, значи некаде од 7 годишна возраст, дечиња, и тука ги учиме основите на фолклорот. Почетните чекори кои понатаму во следните групи треба да се усовршуваат, да се надоградуваат и да се вклопат во кореографиите кои ќе ги работиме. Значи тие се третата група се најмалите дечиња. Број некаде околу 25-30 дечиња моментално. Со самото усовршување на сето тоа веќе преминуваат во втората група. За втората и третата група е задолжен мојот колега, кореографот Сашко Трајковски. Значи он е тој што ги поставува кореографиите, ги усовршува чекорите и го надоградува сето тоа што ние сме го научиле како основа. Значи во втората група членуваат негде, можем да речем, млади дечиња од 12-13 годишна возраст. Тука веќе почнуваат со почетните кореографии, ги учат полесните кореографии и со тие кореографии можат веќе се спремни да се представат на фолклорниот фестивал, на фестивали, концерти што се одржуваат кај нас во градот, во државата, и земаат дел учество и на меѓународни фестивали, најчесто младински, каде што се повеќе деца од нивна возраст. Додека во третата група, највозрастната група, веќе имаме усовршени и спремни играорци кои за нив чест и задоволство да го представуваат друштвото и на надпревари. Спремни се да одржуваат целовечерни концерти, а исто така го представуваат друштвото и надвор од државата. Значи за нив нема потешкоти, сето тоа ги исполнува, го играат со радост и се задоволни од кореографии. Веќе ги работат, нив им се повеќето кореографии усовршени и нонстоп се додаваат некои нови, например ги играат Калајчиско, Источна, Поречки, Пирин,
тресеница, има многу кореографии што може да се набројат. Значи и успешно го представуваат друштвото и во државата и надвор од државата. Токму така. Кога може да дојдете и како може да допрете до вас децата и тие кои што сакаат да станат нови членови на ова семејство керамичар? Па вака, нашето друштво се наоѓа на добро позната локација, значи во Младинскиот парк, пристапна за секого. Значи пробите се одржуваат понеделник, среда и петок од 18:30. Друштвото е отворено тока 22 часот. Значи последователно работиме првен со третата, па со втората, па со првата група. Првата група веќе завршува најдоцна. Спремни сме за разговор со сите. Значи вратите се отворени, сега имаме и уписи, значи може да се комуницира со нас, достапни сме во секое време и би сакала да има поголем интерес и еден апел до сите, па макар и како изборен предмет нека се внесе во училиштата. Токму така, дали има одредена возрастна група само дечињата од колку години треба да бидат за да станат членови? Па вака, најмала возраст преферираме да биде негде околу 7 годишна возраст, бидејќи веќе тие деца се спремни за да ги научат основите на фолклорот. Секоја пониска возраст некако им треба време. Сепак се деца, мислам. Може се тоа да им изгледа малце и тешко. Па и некако времето си го донесат тоа да многу побрзо па им се здосади вака. 7 годишна возраст, најгоре подруг. Токму така ти благодарам. Ова беше Билјана, раководителот на група. Во моментов вака нападната е всушност и основата на македонското ора. Во моментов звукот може да го слушнете благодарение на Сашко Трајковски, а играорците ќе продолжат да ги играат своите кореографии. За тресеница се видиме. Две, 4, 6, 8, 8 видиме. Да? Още е прочите. Нека и видиме. Значи нема ништо. Таму имате се игра и тоа. Нема да разберете. Јасно, се запорим. Значи, дама, втора е. Втора е. Можеме? Одиме до Сеница.
Da, mnogo se Прво фестивала, така. Почитувани гледачи, јас сум повторно заедно со Тома Јаневски, председателот на ансамбл Керамичар, бидејќи имаме да соопштиме навистина многу убава вест за градот Велес. Господине Томе, градот Велес од оваа есен има чест да добие и член во управата на Сојуз на фолклорни ансамбли на Македонија. Како дојде до тоа? Вака, навистина и за Керамичар и како град Велес и за мене лично е многу голема сатисфакцијата, така да и нашиот град и нашиот ансамбл сега имаме член на управниот одбор на Сојузот на фолклорни ансамбли на Република Македонија. Тоа дојде на тој начин што во претходната година заврши мандатот на претходниот председател управен одбор, така дојде професорката Мирјана Мирчевска за председател на Сојузот на фолклорни ансамбли, и таа направи нов тим со нов управен одбор, кој што влегов и јас во тој управен одбор. Исто така во уметничкиот одбор се доста еминентни наши уметници, професори по музика, така да има одличен тим и јас еве вакво се надевам дека со најавите на председателката многу подобро ќе функционира СОФАМ, многу подобро ќе работиме. Целта наша за која што ја поставивме е на голем број на ансамбли, ако не на сите, на најголемиот број, да им се помогне во нивното работење, да се институциите на државни да се на некој начин од таа тромост тргнат, да ги кој иницијална каписла да им даеме некоја подстрек за да можат да ги подобро да ги помагаат и ансамблите и сите ансамбли на некој начин да имаат и еднакви можности за во своето работење. Мислам дека во тоа што еве како управен одбор на СОФАМ и председателката заедно со уметничкиот одбор на некој начин ќе успееме во овој мандат да малку фолклорот го подигнеме на повисоко ниво и да им се помогне на ансамблите за да можат да работат, а после тоа нели со самите подобрување на условите и самите ансамбли ќе го подигнат и степенот на нивна подготвеност и на нивна работа, мислам, и негување на фолклорот.
Токму така. Веле се град познато по фолклорот, а помеѓу влюбениците на фолклорот е напишано и вашето име како еден од основачите на најголемата манифестација за нашиот град, можам слободно да кажам, односно интернационалниот фолклорен фестивал. Можам да кажам дека фестивалот се одржа чином 15 пати поред, потоа 2 години поради короната, мислам поради пандемијата предизвикана од коронавирусот, за жал немаше можност да се одржи. Кажете ми дали оваа година ќе можеме да ги израдуваме величени и дали овие културни друштва повторно ќе можат да бидат домакини на оваа манифестација? Да, добро. Значи, Белес живее за фолклорот и една од тие работи кои што градот Велес ја востановил заради публиката и интернационалниот фолклорен фестивал. Например, ја да кажам, баш не сум еден од основачите, меѓутоа долго време сум во интернационалниот фолклорен фестивал Велес и имаше измена. Мандатот на претходниот одбор помина, сега има нов одбор, така ово новиот одбор скоро сме истите што сме работеле во фестивалот. Тие се сите искусни луѓе. Меѓутоа, еве короната, сите се чекаат со нетрпение, нели, да дојде тој ден во јули на фестивалот. Веќе се подготвуваме. Сад не сакам да откривам јас, нека бидат изненадувања, меѓутоа сметам дека ќе направиме година и доста изненадувања, а и доста добар квалитетен фестивал на кој што ќе има 4 концерти, среда, четврток, петок и сабота, на кој што ќе настапат доста групи од Велес, од Републикава, кои што се доста квалитетни. Имаме најави за ансамбли од странство. Не сакам да ги откривам, бидејќи луѓе да комуницираат со фестивалот, кад спрашуваат дали ќе се одржи, дали вакво кажуваме дека најверојатно ќе се одржи. И во наредниот период секако дека полека ќе ги објавуваме кои ансамбли ќе бидат, а ќе бидат доста квалитетни. Така да еве, поздрав до Велешката публика и се надам дека ќе они повторно ќе дојдат во голем број и ќе бодрат и ќе аплодираат на одличните игри на игрорците од цел свет. Така, ти благодарам, Томе. Уште еднаш му се заблагодаруваме на Томе Јаневски, а во моментов пробата продолжува, ние можеме само да уживаме гледајќи ја. Можеме? Девојки? Ајде. Любове коки Јора. Господи, тука. Седи на тука, добре.
заедно со мене во моментов се и двајца членови на ансамбл Керамичар, Сара и Димитар со до мене. Сара, колку години си член на ансамблот Керамичар и што те мотивираше да бидеш дел од него? Јас сум член на Керамичар веќе 7 години. Дружбата, патувањето, се тоа што не може да се опише со зборови, ме поттекна исто така и гледајќи ги игрите на танец. Убаво е чувството и само ако се дојде може да се доживее. Токму така, која е твојата омилена кореографија? Па, мојата омилена кореографија е свадба, иако сите имаат своја посебна убавина, но во свадба се опатени сите обичаи на традиционалната македонска свадба. Токму така. Димитар, кое место кое што го имаш посетено заедно со ансамбл Керамичар ти му оставено најголем впечаток и кое место би сакал да го посетиш во иднина? Мој најголем впечаток ми остави турнијата во Турција, место кое што сакам да го посетам е Шпанија. Зошто баш Турција? Што беше таму баш тоа клучно што ти остави најголем впечаток? Па секогаш што имам желба да патувам во Турција и ми беше сон да отидам таму. Токму така. Во моментов има отворен конкурс за упис на нови членови во ансамбл Керамичар. Што би им препорачал? Зошто треба да бидат дел од овој тим? Па поубаво е да се биде играорец, бидејќи исто тоа да представува традицијата на нашиот народ и бидејќи убаво да се дружиш и да патуваш низ светот. Токму така, јас можам да кажам дека целосно се сложувам заедно со тебе. Еве можеме да откријам дека јас всушност бев поранешен член на ансамбл Керамичар или еден млад ветеран, еве да кажам, и можам да кажам слободно дека најубавите моменти и најубавите спомени ги имам токму од оваа барака заедно со овој тим и секако со членовите на мојата група која што ја поздравувам во овој момент. Инаку, драги мои, ние всушност стасавме и до самиот крај на нашето дружење заедно со ансамбл Керамичар. Дума МК им се заблагодарува и се надева дека во најскоро време ќе може овие прекрасни кореографии да ги види одиграни на сцените, како во Велес, така и во странство или пак во Македонија. И вам, почитувани, исто така ви се заблагодарувам што бевте заедно со нас и ви посакувам да останете во добро здравје до следно видување.